Како што најавивме, се враќаме во студиото, на линија го имаме Ненад Јовановиќ, политички аналитичар, колумнист, наш чест гостин во студио 10. Господине Јовановиќ, добро дојдовте во студио 10. Ви благодарам што ме имате. Поздрав голем сеа до тебе и до вашите гледачи. Не знам дали ја гледавте емисијата од почеток, имавме друг политички аналитичар тука во студиото, па сакам само да кажам дека од прилика ќе разговараме на истите теми, а јас мислам дека во дел од нив ќе добиеме различни одговори, па затоа и ќе биде интересно за гледачите. Господине Јовановиќ, имаме неколку мотиви политички кои се вртат во јавниот живот, во јавната сфера. Еден од нив е таа така наречена дестабилизација која почна да ја зборува власта, вперувајќи го прстот кон Дуи, но еве сега таа на некој начин се спомнува и во писмото на Али Ахмети упатено и кон премиерот Мицкоски. Како гледате на ова? Имаме ли ние некаква реална опасност од дестабилизација или само се работи за злоупотреба на овој мотив? Видете, кога се бара дестабилизација, најчесто тоа може да дестабилизира единствено само власта. Друга дестабилизација не е возможна. Ние секогаш кога вперуваме прст, да кажеме, во нашите соседи или некои други етникуми во оваа земја, секогаш преку другиот се обидуваме себе си да ги зацкриеме собствените слабости, собствените неуспеси и така натаму. Така што единствена дестабилизација која може да дојде е провокацијата на власта кон етничките албанци, односно кон сегашната опозиција Дуи. Тоа е некој мој почетен аргумент од каде мислам дека може да дојде дестабилизацијата. Што се однесува до писмото на Али Ахмети, тие имаат своја една, како да речам, една албанска мисија, мада и тоа е малку претеран збор, во кој нивниот политички капитал или нивниот политички интегритет, па дури ако сакате идентитет, го гледаат во Охридскиот договор и тој капитал политички Дуи си го презема за себе, велејќи ни и во писмото од Али Ахмети тоа добро се исчитува, дека ние сме стожерот на мултикултурализмот, мултиконфесионалноста во оваа земја и практично што не е ни далеку од вистината, бидејќи сепак они се силна и важна сега во моментот опозициона политичка партија и колку год да беа контраверзни во минатото, сепак мое скромно и лаичко мислење и граѓанско мислење е дека сепак една од најголемите и најважни албански политички партии во моментот, без разлика што не е на власт, е албанската политичка партија за интеграција на Али Ахмети Дуи. Така што ви велам, во писмото тие јасно си ги исцртуваат своите позиции и мислам дека тоа тежи, дека Али Ахмети има тежина во македонското општество, бидејќи последниве 20 години гледаме дека тоа е така и не може да биде поинаку и во самиот број на гласачи и во самата еманација за граѓаните албанци се идентификуваат со партијата Дуи. Да, но кога зборуваме за таа дестабилизација, ајде да речеме, друго е оно што го обвинува власта, а друго е опозицијата. Власта на некој начин посочува прст кон Дуи дека тие ќе не знаеме што ќе прават, бидејќи реално нема кажано премиерот како тој тоа го замислува. Од друга страна, Дуи укажува како што и вие велите на некој начин на погазување, ајде да речеме на рамковниот договор и упатува дека тоа е можно на некој начин да ја дестабилизира државата. Значи, ако ја видиме еве работата од друг аспект, ако ја погледнеме од друга страна, значи сега имаме две страни кои двете зборуваат за некаква дестабилизација само со различни мотиви. Знаете што? Кога првиот човек во владата, тоа е премиерот Мицкоски, ќе каже дека во оваа земја потенцијално е да се случи дестабилизација. Видете, едно е схоластика, друго е да ги плашите граѓаните, а трето е колкава е реалната шанса
да сите ние овде сме загрозени ако тој премиерот лаконски изјавува дека има шанса да се случува дестабилизација во оваа земја. Прво прашање мене ми се поставува, кого он го плаши? Второ, со тоа прашање за дестабилизација на кому се заканува и дали од овие схоластички игри помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН, дали ние граѓаните имаме реална загроза која треба јасно да ја прашаме и да ја канализираме. Чекајте луѓе, дали ние сме нападнати од некого? Значи тоа така се зборува. Ако си прв човек на државата, односно премиер на државата, ти мораш да внимаваш во јавност кои се тие зборови кои што ги изговараш, бидејќи ако ти се плашиш од дестабилизација како прв и најмоćен човек, што остана тогаш за обичен и просечен гласач? И затоа ви велам, затоа прашувам ја, кој е овде нападнат? Дали е нападната владата или сме нападнати ние граѓаните? Да, тоа е добро прашање, а во услови, ајде да речеме, кога се зборува за таа некаква наводна дестабилизација, ние имаме именување на прв човек на Агенцијата за национална безбедност, именување проследено со доста контроверзи, од поглед на неговиот бекграунд, на неговото искуство за таа позиција, па се до некои проблематични делови како што обвинува опозицијата за немање на највисок безбедносен сертификат за државна тајна или до обвинувања за лажен TOEFL тест за англиски јазик. Дали ова мора ли во ваков момент да поставуваме таков човек на првото место на АНВ? Моje скромно и повторно ќе го употребам тој термин лаичко и граѓанско мислење е дека јавна тајна во оваа земја е дека сите служби од јавни, полутајни и не знам какви све служби се во рацете на првиот човек на владата. Значи сите служби се вмрежени и сите вектори на моќ и влијанија се околу премиерот. Го слушнав, да може да кажем вака слободно, па и во метафора, тој несреќен, како рековте, Бојан Христовски, кој е што има компрометирачко, да речам, досие или недоволно квалификувано или полуобразоване или е необразован. Го слушнав на интервју кај Васко Попетревски, почитуваниот новинар, како велеше во тие две дихотомии, во тие две апори на неговата душа го исчитав следново. А тоа е, јас сум добар со премиерот Мицковски, значи они се као give me five, кај си другар и така натаму, а од друга страна вели дека јас сум професионалец, работам, знам што ќе работам и така натаму. Значи, мене многу повеќе ме интересира таа компаративна разлика помеѓу тоа, каде почнува нашето интимно и лично пријателство, а каде завршува и каде почнува мојата професионализација за водење на така важна институција, барем се претпоставува дека е важна. Јас сега навистина немам појма, нити се замарам со тајни полиции, нити знам тоа како се функционира, него само кога сакам да откријам хабитусот на една политичка личност кој води така важен ресор, бар се претпоставува дека АНБ е важен ресор за разузнавање или контраразузнавање или како веќе све тоа оди во тие шпиунско, криминални или не знам какви метафори, до каде оди границата, компаративната граница до каде оди, до кога мојот шеф е мој пријател и од кога престанува пријателството и почнува мојата професионализација. Тоа ми е многу важно, исто така, и исто така ми е ужасно важно кога една личност ќе преземе така важна институција. Јас многу повеќе сакам да го слушнам на кој начин, во кој вредносен суд размислува, во кој вредносен клуч размислува за институцијата која ја води. Прво, он не кажа ништо, тој извесен Бојан, за кој ја мислам дека јавноста појма нема кој е тој човек, не знае да опише која е улогата на таа АНБ. Што е нивната улога, која е нивната мисија, што све ние треба да правиме, кој е нивниот сајт на кој може да ја прочитаме нивната мисија, тоа се све некои штури,
полуфлоскули, полуфрази и можам слободно да кажам дека човекот кој што го номинираат за АНБ е така скромен, интелектуално, па и предпоставувам морално, што меша пријателство и професионализација, така што ви велам, Мицкоски има една влада која е прилично, како да кажем, еклектична, присобрана одвам оттамо. Тие луѓе имаат многу слаб политички кредибилитет во нив, тоа е очигледно, тоа се гледа, мислам, само да почнат да зборуваат и веднаш знаеш ти на кој свет они припаѓаат, како тука све ги разбираат тие хиерархии на моќ, па да како разбираат политика, што е партија, што е институција, зависна, независна и така натаму. Значи, и претходно зборував и денес ви благодарам на можноста да кажам, значи Мицкоски работи со тоа што го има во овој момент, а тоа што го има е, вака да кажам, човечки и другарски, пријателски, перформансот е катастрофален. Ја мислам дури и Борат да ја составувал оваа влада, ќе ја составил многу подобро. Друг момент кој е проблематичен во моментов и кој што се уште се ја бранува јавноста е амнестијата кај председателката и таму видовме спротиставени информации помеѓу комисијата, председателката и премиерот Мицкоски. Имено премиерот кажа дека со оставката тие ја признале грешката, тоа го демантира професорот Кајладжиев, вели тие не признале никаква грешка, туку само се повлекле поради критиките во јавноста. Но тука и прашањето зошто председателката поставила подпис на една таква листа, зошто тие информации не се допроверени. Ми се чини дека ова со амнестијата е нешто што не е ново сепак, но дека не се повторува, не се провлекува цело време некакви контроверзни амнестии на затвореници кои реално можеби не би требало да бидат на таа листа. Да бидам искрен, јас пишував пред неколку дена за ова контроверзен подпис на председателката Силјановска. Морам прво овака ќе кажам. Значи додека беше во опозиција, господјата Силјановска беше добар опозиционер. Значи аргументирана, фокусирана и така натаму. Председателката Силјановска кога стана председател на сите граѓани во оваа земја, ја мислам дека благословен е денот во кој таа нема да изјави ништо и благословен е денот кога нема да подпише ништо. Во изјавата на председателката Силјановска приметувам исто така една прилична конфузија во која таа немала никаков увид што подпишува, него имала безрезервна поддршка на таа некоја комисија, која притоа после таа се бранеше дека комисијата не е арбитрарна толку многу, она дава свое мислење и од тоа мислење председателката Силјановска кажа дека јас потоа од нивното мислење го подпишувам тој указ за ослободување. И сега кога ќе ги видите тие луѓе со безпрекорно криминално досие во медиумите и кога ќе ги прочитате тие луѓе кај што реално местото им е во затвор, а не да се шетаат меѓу обични и да речам невини граѓани, она ги ослободува и добро е што јавноста реагираше брутално за после тоа, после 6 сати или 24 часа да тој човек кој што бил од некакви криминални кланови, кој што го теретат за дрога, за оружје и за што све не се занимаваат криминалците во денешно време, тоа сигурно не се ни книги, ни поезија, ни проза, него се тоа опасни работи и тие опасни работи и за такви луѓе им е место во затвор, а не да се меѓу луѓе кои што можеби можат и некого и да повредат. Така што оваа влада, ви викам, јас само во овој момент се обидувам да го опишам тој феноменолошки, антрополошки момент на овие луѓе кои што нешто изјавуваат, али во секој случај се една така конфузна и нејасна влада, што све внатре во институциите работат, кои се тие луѓе кои што не представуваат, и имате еден тотален бучкуруш во кој на вистина
низ некој реалистичен и аргументиран начин, вие не можете да откриете, не знаете ни утре што ќе се случи. Толку се непредвидливи и бахати, да ја просто сум едноставно зачуден како е возможно да се толку некоординирани, притоа имајќи го предвид фактот дека оваа влада безмалку има 2/3 мнозинство. И сега тука се поставуваат милион прашања. На која платформа вие, драга Владо, дојдовте? Па потоа се поставува прашањето како е возможно да имате толкава поддршка, а да сте толку дезориентирани и дезорганизирани. Така што полето на објаснување е огромно, проблемите на граѓаните се исто така огромни, имаме една влада конфузна која реално, ја мислам дека немаат појма тие луѓе што работат. Имаме и друг момент, тоа е прашањето кое веќе лебди во воздух, тоа се евроинтеграциите, нешто што веќе и се зборува и не се зборува толку како порано, но сепак останува проблем, особено се реактуализира после посетата на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која на некој начин ги повтори истите работи кои ги кажа и претходно. Морате да го смените уставот за да почнете да ги отварате поглавијата. Но гледаме дека дури од владата велат дека тие сега има некакво друго толкување на незините пораки. Велат, па таа не ги демантирала кога зборувала владата дека се потребни гаранции и на некој начин гледаат дека тука има едно, ајде можеби не промена, туку на некој начин позитивно гледање на тој наш став од страна на Европската комисија. Гледате ли вие на така? Мислите ли дека ќе имаме некаков, ајде да речеме, нов вид на договор за да почнеме да ги отвараме поглавијата? Ќе имаме нов вид на договор, да, точно е тоа, во оној момент кога ќе сакаме Европа да ја примеме во Македонија. Ќе имаме нов договор. И тој договор ќе биде под условите и правилата кои ќе ги каже господинот премиер Христијан Мицкоски. Значи, ако сакаме Европа да ја донесеме во Македонија и ако сака Европа да биде дел од македонското општество, тогаш Европа ќе се однесува според критериумите и правилата како што ќе ги каже Христијан Мицкоски. Сега, бидејќи ние немаме аспирации да ја интегрираме Европа тука имаме аспирации да се интегрираме ние во Европа, тогаш нашиот јасна рамка преговарачка е тој така наречен фамозен француски предлог. Не можете вие да речете, слушај сега, Европа, еден континент од 500 милиони луѓе и сега идеме ние од нашево ова врапчешко свиралиште тука и викаме, слушај, вие има да се однесувате според нашите критериуми. Неколку пати на сите можни телевизии и во сите можни текстови сум го пишувал следното. Значи, ова го кажувам за граѓаните да ја добијат целокупната слика што све треба да направиме. Значи, вака. Европа нас не гледа како посткомунистичко општество и не гледа како постконфликтно општество. Тоа значи, секоја влада, не на Мицкоски да добие 2/3 мнозинство, туку да дојде влада што ќе има 100 пратеника поддршка. Критериумите за секоја влада и за ова и за секоја следна е дека мора да ги решиме билатералните спорови со соседите и грчкиот проблем и бугарскиот проблем и потоа почнуваат кластерите и сите тие предиспозиции за кои треба да ги јакнеме и да ги фундираме добро институциите. Значи, следна наша работа, за која треба да продолжиме, а нема да продолжиме и ќе се заглавиме во тој клинч помеѓу Македонија и Бугарија, е да ги признаеме и внесеме бугарите како малцински народ во оваа земја. И ова го зборувам најискрено и најинтимно, бидејќи не сакам да ги лажам моите граѓани, овие граѓани. Значи, тоа е клучот како ние ќе влеземе во Европската Унија. Значи, тие 3500 бугари мора да бидат дел од Уставот, од преамбулата на Уставот и да се прифатат како рамноправен конститутивен дел на народите со сите останати други народи. Тоа е нашата домашна задача. Сето друго, слободно да го кажам, глупирање, конфабулирање, извртување на тези, ние ќе влеземе во 2030
прво да влеземе, па ќе ги примеме бугарите. Па имаме гаранции, па немаме гаранции. Знаете што? Мицкоски не е толку моćен да може да направи толков потрес во Европа. Не е моćна ни една друга влада која ќе дојде и ќе ги кажува истите овие конфабулирања што ги зборува Мицкоски. Значи имаме јасна мисија што све ние овде треба да правиме. Вие може сега да речете, ама слушајте, ние неќеме така. Па ако неќете така, тогаш ја ви се извинувам, Европа ви вели, ќе си седите тамо, ќе си копате, ќе се покачуваат цените, сиромаштијата ќе се зголемува, платите нема да се зголемуваат и ќе си живеете во тоа врапчешко свиралиште, додека има веки свет. Сега, идејата и ќе се распаѓате малку по малку. Сега, за земјава да не се распаѓа, мора да има јасна линија кон каде оди и да ја убедуваме јавноста дека не е никаков проблем да се стави било кое малцинство во земјава, во уставот, па дури и бугарското. И тоа е многу важна одлика на нас како луѓе, дека сме ние компатабилни со европскиот народ и дека ги почитуваме малцинствата, сите малцинства, не мора само бугарското, и албанското, се треба да биде дел од оваа интегративна приказка. Во спротивно сме закочени, во спротивно ќе се разјадуваме и во спротивно, ако не се движиме кон Европа, само расизмите ќе растат и ќе се развиваат и ќе трае една меѓучовечка тензија и така натаму. Значи ова го зборувам како да предупредувам, а не како да арбитрирам. Значи многу е важно да се стават бугарите и да тргнеме кон европска интеграција. Дано, гледате ли вие некаква промена на фон дер Лајен, она што на некој начин го перцепира владата, дека можеби Европската комисија или Европската унија гледа благо наклоно на тие наши предлози за давање на гаранции за наше прифаќање за промена на уставот? Па сега јас, знаете како, таа жена фон дер Лајен е дојдена како председателка на Европската комисија и сега се разбира, она гледа пред себе што има, тоа е десна конзервативна влада, се обидува и она некако да ја ублажува приказката, да ја се обидуваат да се запознаваат едни со други, али во секој случај јас лично не верувам дека Европската унија ќе попушти и дека ќе му ги удоволува желбите на Христијан Мицкоски, значи таму јасно стои во преговарачката рамка што све треба да се направи за ние да тргнеме на тој европски пат, значи да се придвижуваме, во спротивно сме заглавени и тоа е тоа. Да, но да проанализираме, кога веќе зборуваме за наше барање за одредени гаранции, бидејќи тоа го слушаме веќе почесто, не го слушаме само од, да речеме, од ВМРО ДПМН во владата, туку го слушаме и од представниците на Вреди, дека се потребни такви гаранции, тоа го кажа и господин Таравари, и Орхан Муртезани, министр за европски прашања. Значи, за какви гаранции зборуваме? Например, ние бараме, како би изгледале тие гаранции, бидејќи знаеме како функционира Европската унија, на база на консензус, дека сите држави мора да се договорат, дека утре може да не блокираат за било што, така да конкретно за Бугарија, какви би биле тие гаранции? Па знаете што, ја мислам дека, вака, прво да ви одговорам за гаранциите. Во животот, единствено нешто, сега зборувам повторно и викам лаички и граѓански, значи не експертски, не со метафори некои политички, видете вака или така. Значи, во животот известна е само смртта. Се друго е неизвестно. Значи, вето може да добиете и утре, може да добиете од било кого, може да добиете од Холандија, може да добиете од Германија, од било кого може да добиете вето. Али важно е вие да сработите домашната работа. Факт е исто така дека во оваа земја има замор од Европа. Факт е исто така дека во Европа има замор од проширување. Значи, таму има националистички струи кои што се обидуваат да стекнат некаква превласти во самата Европска унија. Гледате дека имаме војна во Украина, имаме војна на Газа
и во Израел, имаме избори за неколку дена во Америка. Значи, сиот контекст и целата слика мора да ја видиме и некако да се позиционираме. За да може некако ние да преживееме како мал народ, мала култура, мал политички јазик и така натаму, ние мора да бидеме дел од тие европски, проевропски структури. Значи, не постои гаранција, никој не може да даде гаранција, него едноставно работиме на тој пат, се движиме напред, да се следи преговарачката рамка и да почнеме со преговори. Јас разбирам дека они сега во политичка смисла го хендлаат граѓанството, дека како е сега возможно вие да ги прифатите бугарите, кога дојдовте на власт со тоа ваше фамозно не контра бугарите. Значи, овие луѓе се сега, како да речам, сите ние сме измамени и излажани од оваа власт, бидејќи реториката беше сосема друга. Реториката беше ние кога ќе дојдеме на власт, нема да ги ставиме бугарите. Реториката беше дека нема да одиме кон Европа. Реториката беше дека ќе се пресметуваме внатре. Овие биле шпиони, овие биле предавници. Еве гледате и нивните режимски гласила и перјаници истото го зборуваат. Значи, они одат сега на конфликт. Значи, они одат сега, како да речам, на апсолутна чистка. Они тоа се обидуваат. Да ја дораспаднат СДСМ за не знам што да се случи. Но ја мислам дека обратно. Дека сега дополнително луѓето сваќаат дека се толку излажани и дека се толку измамени и дека ваква лага е просто незамислива. Јас не верувам, еве, се уште ви викам и длабоко сум вознемирен, како е возможно да една таква конфузија дојде на власт. Јас не може уште да си опишам. И гаранции не постои за ништо. Па камоли и за Европската Унија. Да, еве, кога сме веќе на овој политички терен, ние имаме за некои од година и нешто имаме локални избори, се повеќе се зборува дека со тие локални избори би можело да се одржат парламентарни, барем дел од Европскиот фронт зборува за тоа, се разбира неофицијално. Сега имаме и давање на пари од унгарскиот кредит на општините, дел од општините се жалат и тоа особено интересно е што се општини кои не се контролирани од власта, дека не добиле пари, меѓу нив и градот Скопје, па така дел од критичарите велат дека власта не само што ајде на некој начин ги подкупува општините со пари од овој унгарски кредит, во исто време не им дава пари на општините кои се под контрола на опозицијата или со кои не соработува добро. Па еве гледате уште една разлика, сега добро ја опишавте. Значи во вашето прашање се состоеше и одговорот. Додека беше СДСМ на власт, она беше најблиску до идеалот едно општество за сите. Значи она не ги третираше своите политички неистомисленици како непријатели кои што треба да поцркаат и да живеат во безпарица, него ги третираше сите подеднакво. Дали биле на десниот идеолошки табор, на левиот, на централниот, неважно. Значи, повторно идеме дека Македонија влезе во една опасна заблуда во која сите тие што се политички подобни, зборувам сега за локалните самоуправи и општини, ќе ги добиваат средствата, а овие кои што ни се политички неподобни нема да ги добиваат средствата. И повторно имате она стара римска, раздели па владе. Ја знаете што, веќе ми станува заморно и досадно да зборувам за политика. Ова ви кажувам најотворено и најчовечки, бидејќи овие сценарија се веќе досадни. И овие сценарија, ја мислам дека ја убија оваа земја. Мислам, ги убија енергиите општествени на граѓаните, ги пасивизираа во огромен дел. Ја гледам дека огромен број на луѓе се откажуваат од интернет. Гледам дека огромен број на луѓе, баш ради овие вакви, како да речам, овие мачо селјачки финти и фазони, веќе ги научивме, мислам, ги магистриравме овие финти и веќе ова е срамно, ова е, како кажам, ова е бедно. Значи, за едни општини ќе даваме пари, за други општини нема да даваме пари. Овие кои што ни се политички неподобни ќе ги бркаме од работа, овие кои што се наши, брате, ќе играме козарачко коло, ќе ги вработуваме на полудоговори. Значи, оваа земја станува, како да кажам, слупена од вакви глупости. Оваа земја веќе
старее. Оваа земја веќе луѓе се оцелуваат од оваа земја. И ние за овие прашања не разговараме, сега ќе разговараме каде Мицкоски си го поклонил својот политички суверенитет и кој све му дал пари. Никој не зборува во македонското општество дека македонскиот суверенитет е поклонен на унгарците. И ја не знам која таа терминологија и кој тој вординг кој јас сега треба да го употребам за да бидам политички коректен. Значи, 550.000 луѓе се поклонети на Унгарија за 500 милиони долари или за милиарда, ја не знам. И сега тоа не правиме никаква гужва дека суверенитетот во Македонија е поништен, дека го нема суверенитетот, не знаеме каде е. Кој раководи со македонскиот суверенитет? Граѓаните или кој? Или сиви структури на еминенција? АНБ, Мицкоски, Орбан. Кој раководи со оваа земја? Тоа е клучното прашање. Или нека кажат фино лепо, нека излезат на пресконференција, слушајте, драги опозиционери кои што не се сложувате, соберете си ги куферите и заменете си од оваа земја. Ја не, знаеш како сега, ја имам 46 години. Ова беше со Грујо исто. Вака, 10 години се мачевме и за повторно да не научиме ништо и за повторно да ги изгласаме најлошите меѓу нас со 550.000 гласови. Ја мислам кога оваа земја ќе се опамети и кога ќе свати кој е незината права политичка вредност и кој е незиниот пат. Тоа ве прашувам сите вас. Ја и ден денеска, после 46 години во оваа земја, после живење во 3 града македонски, Кичево, Скопје и Кавадарци, се уште немам одговор до кога ќе се глупираме со исти, стари и досадни, промаршени метафори, погрешни зборови, схоластички глупави игри, до кога? Да. Добро, господине Јовановиќ, ви благодарам на ова интервју. Останете до добро здравје и до следно гледање. Ви благодарам. Ова беше Ненад Јовановиќ и со ова го завршуваме ова Студио 10. Ви благодариме на довербата и вниманието. Останете со програмата на телевизија 24.